Привршува дискусијата по однос на предлогот за разрешување на министерот за информатичко општество и администрација. Мислам дека ние како опозиција правиме максимум да ги спротивставиме аргументите и да ги презентираме нашите гледишта и пред јавноста да го отсликаме она што се случува, а се случува на очиглед на целата македонска јавност, е веќе една недела и во собранието, една класична политичка корупција и политичка проституција. Затоа што на ниеден друг начин не може да се образложи и оправда ова што се прави во македонското собрание, а тоа е обидот уште една политичка партија, во случајов политичката партија Алијанса на албанците да влезе во владата. Затоа што ваквиот начин на функционирање и ваквиот начин на поставување на работите целосно ги делегитимира изборите во Македонија, затоа што која е поентата да се надпреварувате на избори ако на крајот сите сакаат да влезат во влада? Која е поентата во условно кажано албанскиот кампус, Алијанса за албанците да е противник на ДУИ, да се надпреваруваат помеѓу себе на избори, ако на крајот после изборите едните и другите сакаат да бидат дел од владата? Ова отвара и некои други сериозни прашања поврзани со функционирањето на Македонија. Имено, државата не случајно е поставена вака како што е поставена. Македонија е етнички мешана држава и постојат механизми кои што во изминативе 32 години одржаја каква таква стабилност во Македонија. Еден од тие механизми е дека и во власта, и во опозицијата има најмалце по две политички партии кои што се застапени, при што едната политичка партија главно ги представува етничките македонци, а другата главно етничките албанци. И ние можеме да ставаме главата во песок, но тоа е така и така функционира Македонија и заради тоа имаме релативна стабилност во Македонија. Најдобра потврда за ова што го зборуваме, например, изборниот законник, кој што можете сите да го прочитате и каде што, например, говори за двете најголеми политички партии во власта и двете најголеми политички партии во опозицијата. И не случајно се користат овие термини, тоа е изборен законник кој што неколку пати со консензус се носен тука во собранието помеѓу главните политички сили. Со обидот да се уништи било каков плурализам кај албанците во Македонија и со обидот да сите албански политички партии станат дел од владата, практично се удира во темелот на функционирањето на македонската држава, затоа што се рушат балансите и во исто време мнозинската етничка заедница, во случајов македонскиот народ, е силно фрустриран, затоа што политичката партија, која што победува на претходните два изборни циклуси кај македонците, тоа е ВМРО-ДПМН, останува во опозиција, од една страна, а од друга страна се уништува или се убива опозицијата во албанскиот политички кампус. И ова се сериозни работи кои што мора сериозно да се размислат. Јас знам дека императив на секоја политичка партија е останувањето на власт, што подолго, или освојувањето на власт, но во исто време мора сериозно да се размисли за темелите и за основите на кои што е поставена државата и за рушењето и за ударот врз тие темели. Ова не се случајни механизми и ова не се механизми кои што случајно се измислувани низ годините наназад. Како што, например, не е случајно што изборниот модел кој што во моментов го има Македонија, пропорционален изборен модел со 6 изборни единици, прв пат беше воведен после воениот конфликт во 2001 година, односно прв пат на избори се отиде со овој модел токму во 2002 година и од тогаш моделов не се менува, иако постојат бројни обиди. Еве и ние како ВМРО-ДПМН подржуваме една изборна единица, но како што гледате тоа не се случува, од причина што и изборниот модел помеѓу другото создава стабилност која што е одразена низ овој систем
на најмалце 2 политички партии во власта и 2 политички партии во опозицијата. Тоа е едната работа која што сакав да ја кажам. Втората работа е поврзана со политичката корупција, каде што е очигледно дека заради класична политичка корупција се руши системот во Македонија. До денес, во целата оваа дебата која што ја слушаме веќе недела дена во Собранието, ние не слушнавме нити еден аргумент поврзан со програмски определби на политичка партија или со идеологија на политичка партија, зошто политичката партија Алијанса на албанците сака се приклучи на владеачкото мнозинство. Прво, не одговараат идеолошки, затоа што Алијансата на албанците произлезе од ДПА, која што беше десно ориентирана политичка и е десно ориентирана политичка партија, и Алијансата на албанците се дефинира како таква. Всушност, кај нас и кај мене лично, ако сакате, челниците на Алијансата за албанците молеа за контакти со сестринските десничарски политички партии и со фондациите кои што подржуваат поврзување на десните политички партии, пред се тука мислам на соработка со Европската народна партија и со фондацијата Конрад Аденауер како најголема фондација од Германија, блиска на центар десната политичка партија ЦДУ. Така што нема никакво идеолошко спојување помеѓу политичките партии кои што се сега во моментов на власт и Алијансата за албанците. Во однос на програмско спојување, единственото што го слушнавме досега е дека Алијансата за албанците се борела за воведување на правна држава и владење на правото, и замислете, тоа го кажуваат за влада која што е апсолутно во моментов со најлоши перформанси во тој дел. Ги видовте извештаите од релевантни меѓународни институции кои што се појавија во текот на вчерашниот ден, каде што Македонија сериозно назадува во делот на владење на правото, а да не зборувам дека до овој момент кредибилно не беше демантирано, и не само што не беше демантирано, туку беше и потврдено она што го кажав на првиот ден од дебатата во Собранието, а тоа е дека можеби позади целата оваа работа стои една убава куќа за председателот на Алијансата на албанците Арбен Таравари во Скопското Афталиџе. Самиот тој потврди дека таа куќа ја поседува и самиот не демантираше дека ја купил за 500 евра квадрат, што отвара сериозни сомнежи како е возможно во една елитна скопска населба да се купуваат куќи по 500 евра квадрат. Исто така до денес не видовме никаков доказ дека и тие 500 евра се платени, односно не видовме трансакција потврдена дека тоа е навистина направено така, и не добивме ни еден кредибилен демант дека не се работи можеби за подарок со цел да се влезе во владата, затоа што има еден јасен след на околности, кој што отприлика оди драматичен пораст на локалните избори во Тетово, промена во раководството на Алијансата за албанците, подарок, куќа и во едно интересно соседство и влез во владата. Имено случајно или не соседи на Арбен Таравари, таму се министерот за финансии од оваа влада, понатака кандидатот за министер за здравство, предложен од Алијансата за албанците, и уште неколку други интересни фигури кои што се во непосредното соседство. И внимавајте, парадоксот да е најголем, улицата на која што се наоѓа оваа куќа, затоа што е нели ова проевропска коалиција како што се представуваат, ни помалку ни повеќе се вика Бриселска. Значи куќата се наоѓа на улица Бриселска, не случајно веројатно е одбрана адресата за да одговара на проевропскиот дух на оваа коалиција, а во Брисел не се добиваат куќи на подарок за да се наруши, например, балансот помеѓу двете главни заедници во Белгија. Уште помалце во елитни квартови се купуваат за 4 до 5 пати поевтино од пазарната цена куќи како што се купуваат во Скопје. Ти најавам од тука дека ти имаме време за дискусија, ти откријам и останати интересни за јавноста, би рекол, сочни детали во следниве денови кои што доаѓаат поврзани со оваа афера. Ви благодарам.